И евене назад во рубриката Тест. Ветивме дека имаме македонска премиера, дами и господа. За жал немавме буџет за убави манекенки околу овој автомобил, но неговата убавина, како што гледате и самите, плени. Citroen C4. Нов модел во гамата на Citroen, но со богато наследство и се разбира со големи амбиции. Погледнете го само како изгледа. Напумпаните арки околу тркалата му даваат еден изглед на кросовер, но строгата линија на покривот е чисто купеовска. Но да не збориме многу за изгледот, бидејќи ќе имаме шанси да го запознаеме. Внатрешноста на C4 не изненадува со својот изглед. Напротив, го потврдува она што Citroen го представува во светот на автомобилизмот, а тоа е и помалку авангарден дизајн. Во внатрешноста тоа се гледа со поставувањето на кластерите на инструментите, head-up дисплејот, како и централниот дисплеј осетлив на допир. Сепак, интериерот е направен да одговори на модерните предизвици, на предизвиците на модерното време. Насекаде има простор да се одложат дребулии, но мене ми е интересно решението на оваа фијока, која, гледате колку се долги ова пакување, може да го собере во целост по негова должина. Но, погледнете, имаме уште една хоризонтална фијока која има држач за таблет. Тој лесно се монтира. Само треба да се стави на овој држач и имаме стабилна основа за таблет. Овие иновативни решенија ги има насекаде во интериерот, кој има извонредно удобни седишта и трендовско ориентирана внатрешност која има модерен дизајн. Во возењето Citroen може да открие многу тајни, а да видиме кои се тајните на новиот C4. Го имаме во популарната за македонски пазар изведба со 1,5 литрен HDI мотор од 130 конски сили, но во ова највисоко ниво на опременост впарен со 8-степен автоматски менувач. Вистински прекрасен зимски ден, како да е измислен за возење на C4-ката. Но за жал, зимските услови не ни дозволуваат да ги испробаме сите можности на подпирањето на C4, кое е повеќе од добро. На пат покриен со снег и мраз можете да ги почувствувате микровибрациите кои C4-ката стоички ги прифаќа и не ги пренесува на телото на возачот. Скулптуралниот дизајн на надворешноста одговара со карактерот на C4-ката, бидејќи тој, иако има квази спортско корисен изглед, ова е чистокрвен хеџбек. Хеџбек кој сака да овозможи добри возни својства. А кога сме кај возните својства, нив ги обезбедуваат во гамата на C4 3 бензинци, 2 дизели и 1 потполно електричен погон. Ние го имаме 1,5 литрениот 130 конски HDI мотор кој е впарен со 8-степен автоматски менувач. Нивното функционирање мене ми се допаѓа. Дури и зад воланот имате прекинувачи за менување на брзините.
C4 е вистински Citroen. Тој е експлозивен и добро лежи на патот. Тоа мене многу ми се допаѓа. Од Citroen очекував по-нежна, по-женствена реакција, не само на подпирањето, туку и на управувачот, но Citroen ја апострофира спортската можност на нивните автомобили. Чувството во кабината е извонредно, посебно затоа што поради лошите услови на патот морам да возам култивирано и смирено. А тогаш Citroen ви ги дава сите предности на имиджот на марката. Тоа е безгрижно и скоро воздушесто подпирање, исто така многу индиректен управувач кој далеко од тоа дека не ги следи како што треба командите, но фидбекот, чувството кое го дава врз воланот е малку ублажено. Во вистински зимски услови поминав повеќе од 400 километри со C4 и можам да кажам дека сум задоволен и од економичноста. Мојата просечна потрошувачка беше 6,1 литар, што е според мене извонреден показател, иако има и 8-степен автоматски менувач кој допринесува многу на штедливоста. Престојот во кабината е одличен. Насекаде се гледа присуството на високата технологија и според мене нејасно ми е зошто ставиле толку анахрон и стар тип на head-up дисплеј. Тоа го има Mazda која тврдоглаво ги тера своите работи. Исто така, за разлика од Peugeot, Citroen нема 3D iCockpit. Има дигитален кокпит, но далеку е од оној што го нуди Peugeot. Се на се, Citroen C4 е одличен производ. Мене ми се допаѓа и позиционирањето ценовно. 26.140 евра чини најскапата изведба на Citroen C4. Па затоа јас велам дека оваа цена е извонредно позиционирање, бидејќи иде со добар 1,5 литрен HDI мотор кој е штедлив, но и експлозивен, кој е спарен со 8-степен автоматски менувач. Оваа комбинација не само што дава економичност, дава и сосема добра перформанса. Конективните технологии во внатрешноста, исто така и безбедносните системи кои во голема мерка му ја олеснуваат работата на возачот, па дури и во вакви тешки услови за возење, се атрибут кој треба да се поздрави во секој Citroen. C4 се издвојува од пренабутаниот сегмент на компактната, односно C класа. Тој има и теренски, но и купеовски изглед, па затоа неговата конкуренција треба да внимава и да спие само на едно око. Се надевам дека комфортно се чувствувавте за овие 30 на минути колку што ги имавме за Автомагазин. Ви посакувам се најубаво и до гледање до следната средба.